Во ова издание на Newsflash ке гледате. САД се очекува наскоро да објават $750 милиони дополнителна помош за Украина. Нова организација составена од руски интелектуалци во екзил тврда дека Путин е диктатор и дека тоа што тој го прави не е вистинската Русија. Кина во моментов контролира најголем дел на пазарот со минерали кои се потребни за изработка на современа технологија. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Добро вечер. Ова е ТВ журнал од Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чанаумовски. САД ќе објават $750 милиони дополнителна помош за Украина. Висок помошник од Американскиот конгрес изјави за Reuters дека конечниот пакет се уште е предмет на дискусија, но тој најверојатно ќе вклучува копнени артилериски системи, вклучително и хаубици, како и друга воена опрема. Висок американски одбранбен функционер рече дека украинските сили добиле значителна количина од 100 така наречени дронови, опремени со боеви глави за уништување тенкови, ветени како дел од претходниот пакет за безбедносна помош од $300 милиони. Останатите беспилотни летала се очекува да пристигнат во Украина во текот на следната недела, како и дополнителните противтенковски ракети. Американскиот претседател Џо Бајден и британскиот премиер Борис Џонсон во вторникот ја потврдија својата посветеност да продолжат со обезбедување безбедносна и хуманитарна помош за Украина, се вели во соопштението на Белата куќа. Бајден исто така ја засили својата реторика против Русија, обвинувајќи го претседателот Владимир Путин за геноцид во Украина. Да се нарекуваат работите со нивните имиња е од суштинско значење за да се спротиставиме на злото, напиша украинскиот претседател Володимир Зеленски доцна во вторникот на Твитер. Ние сме благодарни за досегашната американска помош и итно ни треба повеќе тешко оружје за да спречиме на тамошни руски злосторства. Украинските власти проценуваат дека околу 22.000 луѓе загинале во Мариупол како резултат на руските воздушни напади и гранатирања во поголемиот дел од градот. А и со пандемијата се бројат жртви. Податоците на американската влада потврдија дека COVID-19 беше главната причина што 2021 година стана најсмртоносната година во историјата на САД. Бројките се застрашувачки. Центрите за контрола и превенција на болести месецов ја ажурираа привремената статистика за смртност, покажувајќи дека минатата година имало повеќе од 3,46 милиони смртни случаи. Тоа е околу 80.000 повеќе од рекордот во 2020 година. Експертите велат дека COVID-19 е главната причина. Но новата студија објавена вчера покажува и дека големиот пораст во смртни случаи од предозирање кај адолесцентите исто така одиграл улога. Истражувачите веруваат дека очекуваниот животен век во САД се намалил за уште 5 или 6 месеци во 2021 година, враќајќи го онаму каде што беше пред 20 години. Вистинска Русија е нова организација составена од руски интелектуалци во екзил. Нивна цел е да се покаже во светот дека Путин е диктатор и дека тоа што тој го прави не е вистинската Русија. Прилогот го подготви Тоша Огњанов. Путин не е лицето на вистинската Русија. Тоа што сега го гледаме е земја окупирана од диктатор. Така вели Борис Акунин, руски писател што од 2014 година живее во екзил. Этим обязаны одному человеку, у которого в голове... Сето ова е поради еден човек на кој му се случуваат чудни процеси во главата. Судбината на 140 милиони руси зависи од тие процеси. Од тоа зависи судбината на несрекната Украина и воопшто судбината на целиот свет. Акунин е дел од група руски интелектуалци, кој во март годинава основаа меѓународна организација наречена Вистинска Русија. Нивната главна идеологија е да запре инвазијата на руската армија, да му се помогне на украинскиот народ и да се крене гласот против актуелната политика на Кремљ. Напомнить всему миру, што Путин это не Россија. Во оваа ситуација решивме да го подсетиме светот дека Путин не е Русија, дека вистинската Русија е антивоена демократска земја и голема култура. Вистинската Русија е земјата на Пушкин, Достоевски, Чехов, Сахаров, а не Сталин и Путин. Организацијата ја сочинуваат руски интелектуалци, уметници, бизнисмени. Тие заминале од нивната татковина поради притисоци од тамошниот режим, а Кунин ја напуштил Русија после анексијата на Крим од страна на Москва. Я уехал, потому что после аннексии Крыма мне стало понятно, что... Заминав затоа што по анексијата на Крим ми стана јасно дека е поставен курс на доживотна диктатура на Путин. Не сакав да живеам во земја која беше осудена да биде доживотна диктатура. Сепак,
Вели дека дел од вината лежи и кај самите руски граѓани, зашто, како што истакнува, дозволиле луд диктатор да ја преземе власта во земјата. В новостях мы все видим, что речь идет о том, что путинская армия сделала то, путинская армия сделала то. Гледаме што прави армијата на Путин. Нашата работа е да кажеме дека тоа не е вистинска Русија. Тоа е Русија окупирана од криминална банда. Русија окупирана преступной бандой. А настоящая Россия... А вистинската Русија е нормален народ кој сака слободна, демократска земја и се придржува до универзалните човечки вредности. За Путин вели дека е закана за светскиот мир и дека решението за ослободување од таа закана е кај самите руски граѓани. Сепак, притисокот од властите е се уште силен. Там очень много людей придерживаются тех же взглядов, что мы. Многу луѓе ги споделуваат нашите ставови, но тие се замолчени затоа што таму почнува лов на вештерки. Но во еден момент тие што сега се прогласени за пропаганда ќе излезат на улица. Тоа е неизбежно. Секога се случува. Додава и дека Кина е битен играч во сегашната ситуација. А режим, ну я не знаю, я не политик, но ощущение, Не сум политичар, но имам чувство дека режимот ќе се одржи се додека смета на поддршка на Кина. Ако ја нема таа поддршка, веднаш ќе почне да ползи назад. Без Кина економијата на Путин не може да ги издржи санкциите. Здружените руски интелектуалци укажуваат дека треба да се размислува за нова констелација на Русија без Путин. А што можем сделать конкретно мы? Што треба да направиме ние? Треба да го покажеме нашиот став, да покажеме дека не има многу. И треба да размислиме како да изградиме нова Русија по Путин. Нужно будет строить новую Россию после Путина. Организацијата Вистинска Русија упати и апел до руските граѓани низ светот да донираат за помош на бегалците од Украина. За непол месец била собрана донација од речиси 1.000.000 фунти. А Бајден објави дека ќе го заакне синџирот на снабдување со ретки минерали кои се користат во технологиите од апарати за домаќинството и електрониката до одбрамбени системи. Тие велат дека овие чекори ќе ја намалат зависноста од Кина, главен производител на овие елементи. За да произведеме воени авиони потребни ни се ретки елементи како литиумот и кобалтот. Истото важи и за автомобилите, компјутерите, телефоните и практично сета останата електроника за широка потрошувачка. Во моментов Кина го контролира најголемиот дел од глобалниот пазар на овие минерали. Не можеме да изградиме иднината што е направена во Америка ако самите сме зависни од Кина за материјалите што ги напојуваат производите на денешницата. Председателот Џо Бајден ги објави активностите превземени од федералната влада и приватната индустрија за кои вели дека ќе го заакнат синџирот на снабдување со ретки минерали. Чекорите вклучуваат договор од $35 милиони со компанијата за обработка на ретки елементи во Калифорнија. Вашата инвестиција ќе надополни повеќе од $700 милиони американски долари што ќе бидат инвестирани до 2024 за да создаде американско снабдување со магнети од ретки елементи, бидејќи овие магнети се од суштинско значење за нашата економија и транзиција кон чиста енергија. Тие не се ретки минерали како што се нарекуваат, само тешко и скапо е нивното ископување. Според најновите владини податоци, САД се вториот поголемина рудник на ретки минерали по Кина. Тие се клучните елементи за транзиција кон почиста енергија. Ние користиме повеќе хидроенергија, користиме повеќе климатски и еколошки извори на енергија, што се однесува на списокот со ретки земјени материјали, што администрацијата на Бајден објави дека ќе бидат насочени кон ова прашање. Други чекори што ги објави Белата куќа вклучуваат и пилот проект за враќање на критичните минерали од отпадот од рудниците и проекти за рециклирање на материјалите од батериите. Претходно оваа недела Пекинг објави санкции кои имаат за цел да го ограничат пристапот до минералите од Lockheed Martin и Raytheon, две американски компании кои обезбедуваат услуги за одржување на ракетните одбранбени системи на Тајван, која Кина го смета за своја одцепена провинција. Минатиот месец законодавците воведоа двопартиски нацрт закон во Сенатот на САД, со кој ќе им се забрани на изведувачите на одбраната да набавуваат ретки минерали од Кина до 2026 година и ќе го принуди Пентагон да создаде стратешки резерват на тие минерали до 2025 година. Тоа беше се за денес. Пријатно.